Без вода утре од 9 часот ќе бидат дел од корисниците на улиците Никола Тримпаре, Дебарца и Борка Талевски во општина Центар. Како што информира јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, прекинот е поради изведување водоводен приклучок од F80 мм на улицата Никола Тримпаре Безброј. Водоснабдувањето ќе биде прекинато до завршување на работните активности. Општина Газибаба објави јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општината за набавка и вградување на сончеви термални колектори. Право на учество на јавниот повик имаат жителите на општина Газибаба кои имаат купено и вградено сончеви термални колекторски системи во својот дом во периодот од денот на објавувањето на јавниот повик се до 30 ноември 2025 година, односно до исцрпување на финансиските средства наменети за ова намена од буџетот на општина Газибаба за 2025. Општина Газибаба ќе им надомести дел од трошоците во висина од 50%, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство за 2025 година. Јавното предпријатие Паркензи од општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 28.4. до 4.5.2025 година со помош на специјалните возила Пајак отстранија 114 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедносно одвивање на сообраќајот, изјавија од ПОЦ. Во општините Шуто Оризари и Газибаба денеска ќе се одржи информативна сесија со цел да се зголеми свеста кај граѓаните, особено кај припадниците на ромската заедница, за процесот на граѓанска документација и поддршката што е достапна преку системот за бесплатна правна помош. Информативната сесија насловена Граѓанската регистрација и бесплатна правна помош, бидете внимателни, регистрирајте се, е организирана од заеднички проекти на Европската Унија и Советот за Европа за консолидиран и поефикасен систем за бесплатна правна помош во Македонија и интеграција на роми фаза 3. Настанот се одржува во соработка со Македонското здружение на млади правници, Министерството за правда и овластени здруженија за граѓани и правни клиники кои обезбедуваат бесплатна правна помош. Општина Аеродром од денеска почнува голема пролетна акција за бесплатно собирање кабас отпад на цела територија на општината, што ќе трае до крајот на јуни и представува континуитет од минатата година каде се спроведе есенската акција. Во соработка со јавното предпријатие за комунални дејности на општина Аеродром на повеќе локации ќе бидат поставени садови со кои граѓаните ќе можат да го остават својот стар и дотраен мебел. Кабастиот отпад е планирано да се собере речиси до крајот на јуни, а жителите за сите локации и датуми можат да се информираат на страницата на општината aerodrom.gov.mk, каде што е објавен планот со точните датуми и локации. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски, истакна дека во тек е реконструкцијата и асфалтирањето на 13 краци од улицата Алексо Демниевски. Според Стојковски, со овој проект жителите на населбата Диво Мало ќе добијат нови коловози на површина од вкупно 11.420 квадратни метри. Тој додаде дека вкупната должина на коловозите е нешто над 3 километри, а вкупната сума за оваа реконструкција ја чини општината 14,8 милиони денари или околу 240.000 евра со вклучено ДДВ. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја